Неколку дења полицијата секојдневно конфискува стотици кубни метри дрва од компанијата Дајцвах во село Двориште. Собствениците тврдат дека конфискувањето е нелегално бидејќи се спроведува без судска одлука и за дрва кои веќе се платени. Проблемот во суштина што 15 луѓе, 15 фамилии ги затварат без никакви докази. Значи немаме ништо дадено зашто не ги затварат луѓето веќе 3 месеци, нема никој на распит. Ние имаме поголема дрвна маса со целосна документација, со платено во Шумско, во Берово, Малешево. Од фирмата Дајцвах тврдат дека на државата и плателе за повеќе од 7000 кубни метри дрва, а во складот имаат околу 4000. 1300 кубика платен документ. Сега додат и ни ги конфискуваат дрвата без никаква писмена наредба. Ние немаме писмена наредба, се работи на устна наредба. Последиците за сите се огромни и се заканува колапс. Огромна штета и фирмата и луѓето што останаа без лепче. Значи нема што да прават, почнаа да бегат по странство пошто нема што да се ги прехрануваат децата. За понеделник закажен е состанок помеѓу вработените, собствениците на компанијата, градоначалникот и началникот на полицијата, за да се најде решение за состојбата. Не предвидуваме со началникот, со градоначалникот да допреме до обвинителството да ни кажат по кој основ се одземат, што оште нема никаков судски процес, да ни објаснат зошто се одзема таа дрвна маса, никој не е излегнал на увид да види. Ако треба вешто лице да дојде да ги мери на лице место и нека ги става. Ако најдат нешто нерегуларно, ќе одиме на лице место да се гледа секој дрво од каде е одсечено. Фирмата Дајцвах е еден од најголемите преработувачи на дрва во Малешевијата, но во акцијата на шумската полиција од пред 3 месеци се најдоа управителот и некои од вработените, но и покрај релативно долгиот период, од тогаш напредок во истрагата нема. Извори од јавното претпријатие на Национални шуми на Македонија за ТВ Стар го потврдуваат случајот, но официјално се воздржуваат од изјави.